да реализираат својата бизнис идеја. Конкурсот е во тек. Мојот сон се оствари во 2008 година кога го основав моето балетско студио со помош на кредитот за самовработување, вели Тамара Ѓурчиновска, собственик на студиото Арт Балет. На почеток бев сама, сега сме 2 вработени и планираме да се прошириме. Сега балетското студио го посетуваат 70 деца од 3 до 15 годишна возраст. Сите овие деца понатаму продолжуваат со мојата мисија, тоа е воедно остварување на мојот сон, да еден ден балетот се најде на многу висока точка во нашата држава, да бидат промотори на културата на нашата држава, и пред се да ги следат моите чекори, бидејќи јас исто така бев многу храбра што го направив овој потек. Ова е успешен пример на проектот за самовработување со кредитирање и се надевам ќе биде мотив сите невработени што ги исполнуваат условите да аплицираат во Агенцијата за вработување, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Изминатите години процентот над 90% од сите фирми кои што земале ваков кредит се успешни и продолжиле да постојат. Исто така над 90% од вработените кои што се вработиле преку финансирањето на оваа мерка продолжиле да бидат вработени. Агенцијата за вработување е отворена за сите што имаат бизнис идеја, а сакаат да ја реализираат. Инаку ова ќе биде најбрзо решавање на овие кредити, бидејќи до крајот на јули веќе ќе бидат потпишани договорите за сите оние што ќе аплицираат до крајот на јуни. За сите заинтересирани лица, агенцијата нуди стручна помош во комплетирањето на документацијата. Утре ќе се знае кој ќе го добие тендерот за набавка на нови 100 полициски возила. Комисијата за јавни набавки на МВР ги разгледа понудите и за утре ја најави електронската